Источниот плански регион денеска во Кочани ги организираше промотивните денови на општините од регионот. Домаќин беше општина Кочани. На десетина штандови беа изложени пропаганден материјал, предмети од домашна изработка и презентирани потенцијалите за развој на малото стопанство од туризмот. Во рамките на 21-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот туриз, на една од седниците на регионалниот совет беше договорено овој ден да се искористи како промотивен ден на сите 11 општини во состав на регионот. Овде денес се присутни представници од сите 11 општини и градоначалниците од Источниот плански регион. Овој настан е од посебно значење ако се има во предвид дека нашиот регион е регион кој што располага со огромни потенцијали за развој на туризмот, за развој на земјоделието, за развој на бизнис секторот, располага со огромни геотермални води, природни богатства и шуми кои што се недоволно искористени. Денес ние пред граѓаните на општина Кочани и пред останатите гости и присутни сакаме да покажеме со се со што располага нашиот регион, какви можности нуди за да може на вистина регионот од предпоследното место на степен на развиеност да го подигнеме да оде во повисоко ниво на развиеност. Значи дефинитивно ова е еден од најдобрите проекти кои што има произлезено од Центарот за Источен плански регион. Општина Пробишти редовно, значи на сите промотивни денови на регионот во сите општини, вклучувајќи го и оној кој што беше во Пробишти, па сега и овој последниот во Кочани, учествува и може да се пофали со една од најголемите групи. Значи ние десетина луѓе од општината Пробишти водеме кои што се промовираат пред граѓаните на општините со своји рачни изработки и она што најповеќе сакаме да го промовираме, а во наредниот период и најверојатно ќе го брендираме, тоа е познатиот зелник на баба. Општина Виница, како и досегашните сите овие промотивни денови во другите општини, што учествуваше во сите општини, така и во општина Кочани, еве денес се представува, ја промовираме нашата општина. Значи, се разбира, на прво место ни представува локалитетот Виничко Кале, значи теракотните икони од Виничко Кале ги изложивме, потоа имаме промотивен материјал за бизнис секторот во општина Виница, односно бизнис каталог, видеоиздание за расположливите бизнис опкружувања во нашата општина, како и друг промотивен материјал од инфраструктурно уредената општина Виница. Ние го избравме месец октомври, кога имаме традиционалната наша манифестација Денови на Кочанскиот туриз и во рамките на оваа манифестација го имаме и презентација и на општината Кочани, а воедно и другите општини од регионот да се представат овде во Кочани. И забележувате дека сите се присутни, сите со своји некои производи, презентации се присутни овде во Кочани. Во културно-уметничката програма која траеше до попладневните часови учествуваа фолклорни групи, пејачи и ансамбли од општината, како и ученици од Кочанските основни училишта со своји музички